Здраво, ова е првото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци. На денешниот репертоар е The Killing of a Sacred Deer во режија на Јоргос Лантимос, а во убивањето на Светиот Елен, животот на кардиоваскуларниот хирург Стивен, глумен од Колин Фарел, и офталмологот Ана, која ја глуми сопругата Никол Кидмен, еднаш за секогаш е променет од детето без татко по име Мартин, која ќе се наметне на самото семејство. Инспирацијата за филмот е повлечена од хеленскиот мит за Ифигенија, односно од казната за убивање на Светиот Елен на Артемис од страна на Агамемнон, кој мора да плати со жртвување на својата ќерка. Лантимос докажува дека митовите не само што знаат да бидат ефективна предложка, тие се вонвременски и може да се реконтекстуализираат и во модерно доба. Јоргос во неговите филмови јасно ни даде до знаење дека сите сме изроди и ги менува координатите на семејната заедница во неговите филмски парадигми, што пак кореспондира со неговата несекојдневна визура која ја пропагира. Мартин е најенигматичниот лик кој своите намери и моќи ги крие под површно психопатско студенило. Режисерот си го зеде правото да ги искористи сите можности на болниците за да снима на Доли и континуирано зумираше и одзумираше, не баре 1969. Во отмена, чиста и помалку бездушна сценографија ги ситуира неговите безволни ликови, оперирани од нивните емоции и ги храни со апсурдни реплики при колоквијален говор, подхранети со морални дилеми. Атрибутите по кои се паметат неговите дела се суптилно подметнатите надприродни агенси, односно очудувачките елементи кон кои повремено реферира, што во овој филм представуваше можноста за наметнатата одмазлива клетва и цената која треба да се плати за да се отклони фамилијата од неа. Доколку не заспиете во пролонгираниот втор чин, тогаш ќе го дочекате обелоденувањето на намерите, кој им дава функција на поставените ликови и нивните навики. Пубертетската трансформација и во овој филм беше составен дел од ракурсот на режисерот, а филмот издишува во еден slow motion. Јоргос го слави абсурдот со преплетени метафори во спорогоречка мистерија. Но бизарностите им нема крај, што значи дека на овој начин своето место во филмот ја најдоа играта за споделување на мастурбаторската тајна, падот на децата од креветите и нивното влечкање по скалите, и Кидмен како го заведува сопругот налекувајќи на леш, додека глуми дека е под анестезија, служејќи како пример за имитација од страна на незината ќерка. Погледнав ехо на Funny Games во самиот епилог, пролог од заборавена сцена од некој си манир на Ice White Shut, мистериозното појавување на Бил Марей во Groundhog Day наменски се реферира во овој филм. На повидок од Јоргос е неговиот ТВ филм On Becoming a God in Central Florida и The Favorite, филм за кралските интриги во 18 век во Британија, со Ема Стоун и Рейчел Вајс во главните улоги, и во ниту еден не е продолжена долгогодишната соработка со сценаристот Ефтимис Филипоу. Овој филм остава гробна атмосфера при секоја проекција на делото на Јоргос, иако за мене сите овие конструкти ги поседуваше и Доктуд, само што таму го зачуваа креативниот потенцијал на иницијалната и непосредна наивна употреба, но тука формата бледе и сметам дека треба да размисли режисерот за освежување на сценаристичките тропи по овој филм пред се и по филмот на претходниот него филм The Lobster. Ако морам да го оценам The Killing of a Sacred Deer, тогаш од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна првото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Поздрав!